И прашува докторке зошто толку тешко ја намалувам собствената тежина. Јас сум дисциплинирана, а немам никакви видливи резултати. Морам да напоменам дека дисциплината не е единствениот момент во намалување на телесната тежина, има и други фактори кои што придонесуваат. Докторке, значи можно е причината да биде хормонална? Точно така. Всушност, во регулација на телесната тежина учествуваат повеќе фактори. Тука се стресот, сонот, физичката активност и нашиот метаболизам. Класичното само јади помалку не функционира секогаш. Тоа е така и затоа има научно објаснување. Всушност, хормоните кои што регулираат нашата телесна тежина и апетитот се вклучени во ваквиот нормален биолошки одговор. Всушност, лептинот е хормон кој што се ослободува од масното ткиво и дава сигнал до нашиот мозок дека имаме доволни енергетски резерви. Но што се случува кога ние губиме телесната тежина? Губиме масно ткиво и нема доволни концентрација на лептин и тоа мозокот го регистрира. Истовремено, организмот се бори да ги одржи тие енергетски резерви и се потикнува лачењето на хормонот на глад, кој што е познат во науката како грелин. И неретко се случува нашите пациенти да мислат дека нема доволно јак карактер во издржување на овој процес на намалување на телесната тежина, но тоа е сосема очекуван физиолошки одговор на нашето тело и не треба да го сваќаат како свој неуспех нашите пациенти. Значи не е само што јадам, туку и како спијам, како се справувам со стресот и колку всушност тоа се случува хормонално. Точно така, ние секогаш треба да го слушаме нашето тело, зашто нашето тело дава сигнали. Не треба да се подвргнуваме на истоштувачки диети, особено ако претходно сме имале добри резултати. Зошто е тоа така? Затоа што стресот и како влие на нашата телесна тежина. Во услови на стрес се ослободува хормонот кој што претходно го споменавме, кортизол, и меѓутоа е многу неповолно за нашиот организам кога тој хронично се лачи. Зошто е тоа така? Затоа што самиот хормон прави да имаме напади на глад, да посегнуваме по висока калорична храна, особено шеќери, и да ги натрупува околу нашиот струк. Така да хроничниот стрес е голем непријател на нашата телесна тежина, а особено кога не спиеме доволно, затоа што во услови на недоволен сон и така се лачи хормонот кортизол. И секогаш е важно што можеме да направиме во пракса за да си помогнеме. Во пракса тоа значи дека треба доволно да спиеме, доволно да сме физички активни и секогаш да внимаваме нашиот оброк да е доволно балансиран со јагле, хидрати, протеини и масти. Мислам дека ова е важно да се слушне, да се потсетиме на најважните нешта за подобрување на нашата состојба. Се согласувам.